И секогаш кога ќе чуете СГ, тоа Македониум ве поздравува, особено оваа вечер. Првенствено сакам да ги поздравам сите оние кои се јавуваат заинтересирани околу доаѓањето на принцот и принцезата од земјите на Хунзите, од нашите на Хималаите. И за сите нив, еве во оваа прилика, пред почетокот на вечерашно издание на Македониум, сакам да прво им се заблагодарам на интересот, а второ да им кажам дека, еве, многу брзо, наскоро, ако е од прилика 30 на дена брзо или релативно брзо, ќе имаме таа историска можност и прилика да ги пречекаме во нивната прататковина, да ги дочекаме како што е редот и како што заслужува таа експедиција од луѓе што после 23 века доаѓа на изворот на својата енергија, на своите корени, на македонската земја. Значи, почитувани македонци, да се спремиме сите заедно да ги пречекаме како што е редот, како што доликува, а ќе говориме за тоа потоа. Имаме време да се подготвиме, сите оние кои што исто така се понудија со своја помош на било кој начин од наша страна, од Македониум, им заблагодаруваме во оваа прилика. Ќе бидете благовремено известени преку нашата програма за сето она што ќе се случува. Останете со Скајнет. Меѓу другото, да напоменам само дека сите оние кои сакаат да комуницираат и по пат на електронски пат, ја имаат нашата мејл адреса во текот на емисијата. Слободно можете да ни пишете, ќе ви одговориме со подетални информации. Ама, како и да е, не очекува еден многу битен и значаен настан за нас македонците и за Македонија. А бидејќи Македонија не е од вчера, туку е од како е светов и веков, имаме и друга една убава реченица што сакаме да си ја кажеме, не е само овде и не е само тука. Вечерва, заради таа причина, можеби имам огромно задоволство да го поздравам во нашето студио еден наш нашинец од другата страна на оваа денешна Македонија во овие денешни рамки. Добро вечер му велиме на господинот Евто Митревски од Мала Преспа. Добро вечер. Добре дојдовте во Македониум, господине Евто. Како да ве најавам? Како член на секретаријатот на Единствената македонска партија во Албанија? Да. Како нашинец ве најавив, со огромно задоволство и ретка можност имаме да поразговараме со нашите луѓе кои по вештачки пат вака доживеале во својот живот бариера да бидат отргнати од својата матица. Вие сте еден од тие и ќе биде убава можност вечерва да се поразговара со вас од ваш аспект за Македонија исто така. Денеска допатувавте од Мала Преспа. Да. Како е таму? Како е таму времето? Како беше денеска? Исто може се речи дека времето е исто како и тука и тамо. Јас доаѓам од тие простори кај што живеам и кај што живеа македонци, или поточно и во име како представник на Македонската партија, кој што до денес уште се раководи од секретаријат на Македонска алијанса за европска интеграција. Да. Како прво да ви се заблагодарам за интересот што го покажавте, бидејќи сте ретка можност ни оди така што некој вака медиумски куќи, медиумски од матичната држава да покажат интерес за македонското прашање во соседните држави. Јас ви благодарам во име на секретаријатот на Македонската алијанса и ви стојам на располагање за сите прашања што ги поставите за правата и положбата на македонците што живеат во Албанија. Голема чест ми правите со тоа што сте вечерва овде. Ние, еве, како што слушнавте, значи, најавуваме посета на нашинци од многу далеку, од крајот на светот, и го најавивме тоа како една ретка и историска прилика да се поврзе таа македонска енергија после 23 века, а вие сте барем овде, што се вели на 2-3 часа возење од Скопје и навистина со задоволство и сега и сме го правеле. Со господинот Едмон Темелко направивме едно интервју пред известно време и понатаму и ние ви стоиме на располагање за се она што значи
ваше обнародување на она што ви лежи на душата. Македонска. Македонска, така. Така. Како е да се биде македонец во Албанија, господин Ефто? Видете, да се биде македонец во Албанија делумно може да се рече добро, делумно може да се рече дека е тешко во тешка ситуација. Го велам ово заради тоа дека ние се разликуваме од другите македонци што живеат во другите делои на наша матична држава Македонија, бидејќи кај нас во таа држава делумно се признава постоењето на македонците. Так. Меѓутоа, тоа не значи дека е решен проблемот на македонците. Тоа е само еден мал сегмент од целокупните проблеми на македонците што живеат во Албанија. Меѓутоа, пред нас остануваат да се решат големи проблеми, пред нас останува да ги решиме поголемите дилеми за македонското прашање. Ако официјалната политика, институциите на системот во Албанија признават само 5-6 илјади македонци, тоа не значи дека е решен проблемот на македонците во соседна Албанија. Меѓутоа, во споредба со другите држави во соседните држави кај што живеат македонците, Албанија е чекор понапре на тој правец, на тоа прашање. Но тоа не значи да. Барем можете вака на чисто да се изјасните и кои сте и што сте и немате проблем во врска со идентификувањето ваше како македонци. Е тоа што велите, од тука натаму веќе предстои борба, нели, за правата на она што значи да бидеш малцинство во туѓа држава. Тоа се разбира не е лесно. Меѓутоа, во споредба пак со оние македонци во Грција, например, кои што ни од македонско не смеат да спомнат, вие сте еден чекор, убаво велите, понапред. Точно така, точно така. Ние секогаш тоа јавно го кажуваме, меѓутоа не значи тоа дека нашето прашање е решено. Така. Прашањето наше, јас доаѓам на вистина, јас сум долгогодишен член уште во почетокот, уште во стартот на движењето на македонските работи во Албанија, уште во формирањето на таа организација. Кога прв пат се оформи таа организација? Тоа се оформи на 3 април 1991 година, тоа беше на Организација за заштита на правата на македонците. Па таа организација се формира друга организација, пак на македонците со друга вероисповед, на македонците што живеат во Гора и во Голо Брдо, и на македонците низ цела Албанија. Па постепено, после нашите активности што ги правиме, тоа се формира некаде после 7-8 години се формира една заедница на сите македонци, кој што таа заедница нас напринуди сите наши прашања на македонците од било кои краеви, од било на кое населено место, да ги застапуваме сите интереси на македонците заедно. И таа заедница се веќе уште трае. Меѓутоа, заедницата, организирани на заедница, не го решава пак проблемо на остварување на правата и почитување на правата на македонците во Албанија. Бидејќи времето ни го нуди, ние треба да формираме и ја формираме таа партија кој што треба да не застапи и да бидиме учесници во власта. Било на локално ниво, така и во парламентарно ниво. За сега, во контекст на таа локална власт, го направивте првиот успех со тоа што еве се официализира, го ставивте нашето сонце, тоа го проследивме преку нашите медиуми на општина Мала Преспа, или да не се лажем? Општина, во Мала Преспа, општина Мала Преспа. Така, значи на едно локално ниво извојувавте еден голем успех. Сега треба понатаму. Што понатаму? Сега нас не треба како прво и ние сме во фаза на соработка, ние сме во фаза на подготовки, веќе ова ни е третата година како се мачиме, работиме за да се реализира крајната цел до изградба на сите инфраструктури на партијата, значи одржување на првиот конгрес на Македонската алијанса, кога тие веќе структури ќе се формира за нормално партијата да почне да си действува во секој сегмент на животот во Албанија, за навистина да имаме
сите можности за застапување и делување во сите сегменти на животот во Албанија. Ние сме веќе во фаза на тие подготовки, меѓутоа условите кај што работиме се навистина тешки, можностите ни се многу малки, така што се бориме со наши сили, нормално со поддршка и на наши честни македонци, на вистински македонци кои што не поддржуват за таа процедура на одржување на Конгресот на вистина да завршиме и да бидеме спремни за наредната година да бидеме учесници во парламентарните избори што ќе се одржат во Албанија.